А во моето студио ја поздравувам и нашата последна денешна гостинка, доктор Бети Костадиновска-Јордановска, познат кардиоанестезиолог од одделот за кардиологија при Аџивадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Доктор Бети, драго ми е што денеска ќе позборуваме за тоа колку клучна улога игра анестезиологот при сложени кардиолошки интервенции, бидејќи сите ние знаеме дека срцевите болести, проблемите со срцето се многу позачестени и од најновите статистики сум читала дека секој петти човек во светот умира од инфаркт или од срцев удар. Да. Улогата на анестезиологот е нешто за кое малку се зборува, но тука сме затоа да ги подсетуваме гледачите. Ајде да почнеме за почеток од тоа што представува коронарната артериска болест. Коронарната артериска болест е, да кажем, една водечка причина за морталитет како кај женскиот и машкиот пол во светски рамки. Таа представува стеснување на коронарните крвни садови, значи тие што го искрануваат срцевиот мускул, сето тоа како резултат на една генерализирана атеросклероза и намален еластицитет на крвните садови на срцевиот мускул. Атеросклерозата како процес, значи почнува уште во млади години, да кажеме во детството, за да со тек на годините напредува и се манифестира во подоцнежната возраст. Иницијално на почеток, коронарната или исхемична болест на срцето се јавува во услови кога имаме зголемена физичка активност, значи на самиот човек, односно кога тогаш постои, значи потребата за кислород на самиот срцев мускул е зголемена, а тоа стеснување на крвните садови не обезбедува доволна дотор на кислород. Заради тоа ќе се појават одредени симптоми. Меѓутоа, како напредува болеста, така се намалува протокот, односно доторот на кислород во срцевиот мускул и во умирување. И во најнапредната фаза на болеста доаѓа до комплетно затварање, односно оклузија на крвниот сад, што исхранува одреден дел од срцевиот мускул. Така. Предпоставувам дека има одредени симптоми кои што можат да ни наговестат за едно вакво нарушување. Секако. Значи, многу честа како болест, да кажам, како што спомнав на почетокот, водечка причина за смртност, се презентира на неколку начини. Може да биде на почеток во асимптоматска форма, односно една субклиничка фаза, после тоа да се манифестира како стабилна коронарна артериска болест, односно да се појават симптомите при одредена физичка активност на пациентот. Понатаму може да се манифестира како акутен коронарен синдром, во чија група спаѓаат нестабилна ангина. Тоа значи дека симптомите на кај пациентот се јавуваат и во не само при физичка активност, меѓутоа и во мирување, појава на миокарден инфаркт и со одредена еста елевација, кој што ние го нарекуваме стеми, појава на миокарден инфаркт со еста елевација, односно нон-стеми. Исто така, како презентација може да имаме исхемична кардиомиопатија, потоа конгестивна срцева слабост и на крај ненадена срцева смрт. Од симптомите кои што се јавуваат, значи како пациентот ги манифестира, е првично градна болка. Градната болка која што има одредена презентација, на кој начин, како почнува, како се шири таа болка, која што е доста специфична. Потоа пациентите исто така од симптомите укажуваат на тоа дека имаат недостаток на воздух, чувствуваат замор, имаат со тек на времето и многу намален функционален капацитет, појава можеби на оток на нозете да се појави кај овие пациенти, исто така да учувствуваат често и срцебиење, така да тоа се голем број на симптоми на кои што пациентот укажува и ние нормално треба да не биде како показател да не наведе на тоа дека се работи за коронарна артериска болест. Така, колкав е процентот на застапеност во светски рамки, па и кај нас? Она е водечка причина за смрт и во светски рамки е, да кажам, повеќе од 40% причина за смртност кај популацијата, како кај машката, така и женската. Во светски, како и во европски рамки, значи, процентот на смртност кај женската популација е 38%, додека кај машката популација е 44%. Машкиот пол како пол е поголем ризик фактор за појава
на оваа болест, додека во нашата, значи, република, барем од оние статистички податици кои што ги имаме во периодот до 2018-2019 година е 53,9% во 2018 година, о 51,8% 2019 година. Во нашата болница, зашто и беше актуелна да сепак кажеме, значи, за коронарна артериска болест е заради тоа што ни се најголем број на операции ние на кардиохирургија, значи каде што се изведува овој тип на операција, кардиохируршка артериска байпас, значи операција, се на водечко место. Во периодот од веќе 12 години ние како постоиме, значи се поминати повеќе од 3300 кардиохируршки байпас операции. Тие се, значи, го имаат приматот на прво место. Причина и за болест и, на жалост, за морталитет кај, односно смртност кај пациентите. Така, ајде да се фокусираме точно на тоа што значи коронарна артериска байпас хирургија. Што представува? Бидејќи, како што спомнавме на почетокот, коронарната артериска болест е стеснување или на крај комплетно затварање на крвниот сад кој што го исхранува срцевиот мускул. Заради тоа, значи, постојат техники на реваскуларизација, односно да може да се премости тој дел каде што имаме стеснување или за затварање на крвниот сад кој што го исхранува срцевиот мускул. Една од техниките, значи техники на реваскуларизација на срцето, значи да се обнови неговата функција, спаѓа перкутана коронарна интервенција кој што се изведува во единицата, значи, на одделот кардиологија и коронарна артериска байпас хирургија кој што се изведува на нашиот оддел кардиохирургија, односно делот каде што се прават, значи, кардиохируршките операции. Така да тоа е начин, значи, на кој што ние со помош на байпас, кој што со посебна техника, дали ќе биде земање на венски граф или артериски граф, обезбедуваме премостување на крвниот сад кој што неадекватно го снабдува одредениот дел на срцевиот мускул. И на тој начин му обезбедуваме на срцето да си ја поврати неговата функција. Така. Имаме ли некоја бројка по колку вакви операции во вашата болница се изведуваат? Да, како што спомнав, значи до сега, значи во периодов, значи години наназад, од прилика од 350 до 450 кардиохируршки байпас операции се изведуваат на годишно ниво. Така да тоа е доста голема бројка. На жалост, ние се уште спаѓаме во земјите, да кажам, со земја во развој, односно низок приход, каде што процентот на пациенти со коронарна артериска болест е се уште висок. Сепак се стремиме на тоа, нели, со цел да се менуваат навиките, начинот зголемена физичка активност на самите пациенти, да се зголеми, значи, здравствената култура, навремено, значи, јавување на лекар на самите пациенти, да сето тоа, значи, примена на адекватна терапија. Колку зголемената телесна тежина влијае? Премногу. Значи, еден од ризик факторите за појава на коронарна артериска болест покрај генетскиот фактор, нездравата храна богата со масноти и калории, исто така и гојазноста заедно со дијабетот, пушењето се еден од главните ризик фактори кои што доведуваат до зголемена појава на оваа болест. Така. Тоа се оние најлоши навики на луѓето кога навистина, особено мажите после 40 година толку многу се опуштаат чест на исклучоци кои што навистина се свесни колку е важно да останеш витален, подвижен и да го промениш твојот личен стил, стил на исхрана и се она понатамо после исхраната. Како го подготвуваме пациентот за една ваква сложена интервенција и колку тука анестезиологот игра клучна улога? Анестезиологот на кардиохирургија има многу голема клучна улога. Ние работиме како еден одреден тим. Значи, на прво место ни е тимската работа, затоа што за донесување на одлука за пациентот, значи, да оди и да подлежи на одредена операција, работи, значи, тим од кардиохирург, кардиолог, анестезиолог, нормално и средниот медицински персонал, кои што сите се вклучени, значи, имаат одредена улога во подготовка и на самиот пациент и донесување на одлука, значи, за одреден, значи, тип на операција.
Анестезиологот е вклучен од самиот почеток на прием на пациентот за операција, кога збориме дека се работи за една елективна кардиохирушка байпас операција. Тогаш, значи, со прием на пациентот, они доаѓаат веќе подготвени, значи, пациентите носат направена претходна коронарографија, значи, на кој што е видено од страна на нашите колеги интервентни кардиолози, дека не може, значи, да се направи премостување на крвните садови, односно да се постави стент, и дека мора, и заради обсежноста на самите стенози, кога има, значи, зафативност на повеќе крвни садови кои што го исхрануваат срцето, дека мора да поминат, значи, кардиохирушка операција. Тогаш, значи, пациентот кој ќе се прими, виден е од страна на нашиот кардиолог, се прави предоперативно трансезофагиално ехо, на кој што се гледа, значи, каква е функцијата на срцевиот мускул, дали постојат одредени испади во кинетика, значи, како работи фактички одредени зидови на срцето, постои ли евентуално проблем со самите валвули, дел, значи, кој што може да се појават како плюс, значи, дополнителен проблем. Се гледа коронарографијата, самите, значи, кардиохирузи заедно со нашите специјализанти се договараат, нели, за колку байпаси, значи, ќе може да се направат ке пациентот, а од друга пак страна улогата на анестезиологот е да направи преданестезиолошка визита на пациентот, каде што пациентот значи, се прави еден убав разговор, се зема една комплетна анамнеза, значи се гледа по системи, значи, кои му се неговите пропратни болести, ризик факторите кои што довеле, значи, до оваа болест. Од друга страна гледаме кои лекови нели ги прима пациентот. Да, тоа сакам да ве прашам. Кои лекови треба пред време да се стопираат пред самата интервенција? Ние, значи, ако се работи за елективна, значи, планирана операција, тогаш, значи, се гледаат и има одредени лекови од групата на антитромботични лекови, кои што најчесто пациентите ги примаат, да треба да се прекинат, значи, во одреден временски период. Дали е клопидрогелот, кој што треба да го прекинеме 3 до 5 дена, синтром како антикоагулантна терапија, кој што многу често ја примаат пациентите, кој што треба 48 до 72 часа биде прекината. За аспиринот порано важеа правилата дека треба минимум 7 дена да биде прекинат. Денеска може веќе да го примаат, значи, и до денот на самата операција, така да во делот, значи, на проблем на лековите кои што може да ни направат проблем со како компликација појава на крварење во тек на операција, сето тоа можеме, значи, планирано да го избегнеме. Од друга страна, пациентите кои што примаат, значи, терапија за диабет, најчесто ни се пациенти со диабет, исто така треба да прекинеме одредена група на лекови кои што ги примаат во форма на таблети, значи орални антидиабетици, кои што ги заменуваме со краткотраен инсулин пред операција, значи 24 часа, од лековите кои што ги земаат за притисок, и тие, најчесто АК инхибиторите, ги прекинуваме 24 часа, а групата на бета блокатори, кои што многу често ги земаат, значи остануваат до денот на операција. Значи, они мора да ги земат и на денот на самата операција во утринските часови. Така. Само да напоменеме и за гледачите кои што може би имаат да постават конкретно прашање на нашата денешна гостинка, дека можете да се обидете да ни се јавите на нашата телефонска линија. Знам дека ве има многумина кои што сте сериозно со нарушено здравје многу често и барате од нас да ве искомуницираме и поврземе со некој наш поранешен гостин. Јас и во мојот телефон исто така добив порака од една наша редовна гледачка која сака да се вклучи и да постави прашање, така да телефонските линии ви се отворени барем до 9 часот и 28 минути. Она што сега сакам да ве прашаме, какви можни последици може да се случат или несакани состојби за време на самата операција? Прво, за да несакани последици, односно непредвидени ситуации има многу, меѓутоа, ние сето тоа можеме да го избегнеме како резултат на еден добро направен план. Значи, планот за самата, тоа е улогата на анестезиологот, да сепак според тоа што го добиваме ние од картата, значи пред анестезиолошка на пациентот, да одредиме според неговата здравствена состојба, коморбидитетите, каков тип на анестезија. Не секогаш, нели, анестезијата не е иста за секој пациент.
Оно што ни е битно, значи кај овој тип на операција, значи кардиохируршка байпас операција, е да пациентот биде смирен, релаксиран, значи да немаме хипертензија, значи покачен крвен притисок и тахикардија. Заради тоа ни е многу битно да пациентите добијат адекватна премедикација, значи да бидат смирени на самиот влез во операциона сала. Во операциона сала, значи ние одредуваме, значи го спремаме пациентот, дел од инвазивен мониторинг поставуваме пред, значи за спивање на пациентот и потоа, значи според тоа нели за каков тип на пациент со каква ежекциона фракција одредуваме кој тип на хипнотик, односно седатив за сон ќе користиме, каков тип на релаксант, затоа што нас не е битно пациентот да биде смирен, заспан, релаксиран, да има убав сон и од друга страна да биде добро обезболен. Во тек на самата, значи, операција, анестезиологот будно ја следи, значи, целата операција заедно со неговиот тим, односно добро обучена медицинска сестра, анестетичар, кој што на време секогаш, значи, ја што велам, нашите очи се цело време и во операционо поле и во гледање на мониторинг, се следат, значи, хемодинамските параметри на пациентот. Многу често не ни се работи само за планирана кардиохируршка операција, најчесто одиме и со итни операции, кога значи немаме можност да адекватно го подготвиме, да прекинеме лекови на пациентот, тогаш е многу битно да адекватно ние обезбедиме крв, крвни деривати, на време сето тоа, затоа што мозносот, крварење и све, значи многу почесто го имаме во периоперативниот период и заради тоа треба навремено да се реагира, бидејќи нашите пациенти немаат можност нели да чекаат. Сепак се работи за минути. Секоја чест. Колку долго останува пациентот во болница после една ваква сложена операција? После направена кардиохируршка операција, значи пациентот оди во нашата единица за интензивна нега. Не се одма пациентите будни, значи ги будиме со помош најчесто fast track екстубација, тоа значи во првите неколку часа, односно 6 до 8 часа после завршената операција. Ние во постоперативниот период, поготово кај овој тип на операција, многу е битно да ги следиме виталните параметри. Од ЕКГ мониторингот, затоа што ни се работи значи за байпас операција и се гледа да немаме некои промени значи на самиот монитор, мерење на крвниот притисок, температура кај пациентот, следење на саатна диуреза и најважното исто така гледање колку ни се евентуално ни дренира, односно да не евентуално крвари пациентот постоперативно. Кога сето тоа ќе ни биде стабилно, ние во одредени ситуации, значи кај пациентите кога имаме потреба, одредуваме срцеви биомаркери кои што ние да ги одредуваме секако предоперативно и постоперативно, кога имаме одредени промени значи на монитор, нарушување на ритмот на срцето, сето тоа будно го следиме и адекватно значи го коригираме на време. Во самата интензивна нега кај нас, обично пациентите остануваат значи 2 до 3 дена, најчесто 1,8 дена ние на просек на престој во единицата за интензивна лега. Што ни е параметар? Треба значи сите лекови кои што ги користиме значи за пациентите, односно за поддршка на срцето во првите неколку часа денови да бидат исклучени, да биде пациентот ослободен од дреновите кои што ги поставуваме периоперативно и кога сето тоа значи да кажам нема да го имаме, тогаш веќе се донесува одлука да пациентот хемодинамски стабилен се префрли на нашето оделение. Така. Доктор Бети, многу ми е драго што ова утро бевте наша гостинка. Може би времето не ни дозволи да кажеме се, но сум сигурна дека некој следен пат ќе го продолжиме разговорот и ќе зборуваме за тоа колку е важно ако почувствуваме одредени симптоми, градна болка и слично, да на време реагираме и на време отидеме на преглед. Секоја чест за она што вие и вашиот тим го правите и на некоја следна тема повторно ќе се дружиме. Па да, мислам дека периодот на пандемија ни укажа дека имаме многу теми с големен процент на пациенти со ендокардити предвидени, значи кои што сепак можеби ќе ни бидат показател да им укажеме на луѓето почесто да прават контроли и све за да може на време да се преземат работите. Така, ви благодарам многу нешта. Многу нешта запоставивме за време на пандемијата, додека мислевме дека животот ни е оставен на чекање, но животот тече секојдневно.